вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико за многу години. 2013 лето господово. Јас прочем ве поздравив минатата емисија, кој ви посакав добро здравје, расположение, многу среќа, радост, љубов и меѓусебно почитување и разбирање во оваа 2013 година. И покрај тоа што апокалипсата, како според некои јавачи на апокалипсата, најавиле дека ќе биде потоп на светот или крајот на светот, се потврди фактот дека сите тие лажни представувачи на вистината и на еднината, како на светската, така и на домашната сцена, не им тргна, односно не им оди, бидејќи и самите не се сигурни за нивното постоење, обстојување, како во политиката, така и во дневното живење. Гласот на народот, почитувани во оваа 2013 година, влезе со бројка 993 или 993 емисија во овие 12, поточно 13 години. 13 години да се обстои во етерот, во еден континуитет, навистина, че си земам за право, ми дава голема сила, енергија, позитивна енергија во секој случај, бидејќи и покрај големите сопки, некојаш кога некој сака да ви ги направи, успевате на секаков начин да ги совладате и да ги прескокнете тие бариери, со оглед дека знаете дека сите се од локален и краток здив, како петардички, оние знаете, кои немаат некоја сила, некоја моќ, дека можат нешто да уништат. Тоа што почитуване вечерва најав темата, пошто ќе ја запамтите, односно пошто ќе се присетите на минатата година, 2012, а пошто што очекувате на оваа година, 2013, нека да биде нашиот работен наслов на вечерашната тема, која еве Гласот на народот ја отвара заедно со вас во овие наредни 85-6 минути, кои на телевизија Сонце, да бидам искрено, секојаш отворена за вас и секојаш ќе биде. Денеска почитувани, како што реков, и да потсетаме верскиот празник Свети Игнати. Велат познавачите на приликите како живеевте денеска, до 24 часот се зима, така че живеете цела година. Значи во секое поле. Во полето на бизнисот, љубовта, работата, пријателството и сео на комуникациите, такви ќе ви бидат деновите во наредните 364 дена, колку му доаѓа до крајот на годината. Имајќи факт дека Игнати е детето што го држеше Исус во своите раце. Инаку исто така, според верувањата, според толкувањата, од денеска почнува да се зголемува денот, за тие што навистина им е смачено, станувајќи рано на работа, враќајќи се повторно ноќи, нели, темници, имајќи факт дека овој балкански народ не навикнал да замине на работа во 8 часот. Вели една моја почитувана пријателка и колешка Слободане, ние сме само за 6:30 па да се вратиме и да си посветиме внимание на фамилијата, што јас се согласувам во крајен смисла на зборот, но имајќи фактот дека живееме во ерата на технолошкиот развој, тешко некој кој може да легне како во времето на енумието, кога не ги переа мозоците, само едни исти вести, исти информации, се заспиваше, приспиваше со една приказна, од Борис Мајсторов, нели, така натаму, и тоа беше се. Немавме можност да ги отвориме очите, имајќи факт дека тие што сметат дека ако се отварат очите, погледите на луѓето, веќе им се загрозува позицијата на нивното живење, владење и така натаму. Но се покажа дека Македонија е демократска држава. Денеска можеш да плукаш колку сакаш, кого сакаш, ич влакно да не ти фали на главата. Драги мои, еве, јас во овој мој воведен збор во оваа 997 емисија, уште значи 3 емисии, ќе видиме кај ќе падна, дали ќе падне во Гласот на народот или на портал, како да е, тоа е исти проект. Значи, очекувам во една голема возбуда, таа е евидентна, бидејќи 1000 емисии за уште 3 поред, нели, тоа е голема бројка. 1000 емисии по 100 минути, тоа се многу. Па кој сака да прифати, не, тоа се факти. Онда што реков денеска, значи секого можеш да критикуваш, да навредуваш, да злоупотребуваш, да дисквалификуваш, да играш мајтап со него и така натаму, нарушувајќи го неговиот авторитет,
нарушувајќи го интегритетот на неговата личност и сето тоа за да ти лично, бедно и медиокритетски, како ќе употребам тој збор, не сакам таков вокабулар, но навистина да профитираш, тоа е многу, многу лошо. И покрај тоа што знаеме дека клеветата и декриминализацијата на клеветата, некои трљаа раце за да се спасат од нивните бедни и навистина грозни кодошки работи, Господ само постои, еден тој нема никош да заборава. Јас сакам, почитувани, во почетокот на емисијата и од оваа прва емисија оваа година да ве уште еднаш поздравам и да повикам во оваа наша заедничка емисија да говориме по тоа по што ќе ја паметите и ќе ја запаметите, односно минатата 2012, кои се очекувањата од 2013. Уште само едно да ми дозволите, со оглед дека како медиум, како емисија, се верувам дека ќе се согласите со мене со сета почет иконосанатите кои не почитуваат и не поддржуваат, морам ова да го кажам. Ако се сеќавате, против гласот на народот имаше една канонада на атаци, повторно фабрикувани од којните на ситните души, кодоши или лигави створења, кои сакат да профитират на еден беден начин за да се дочепат до некои нивни бедни работи, давајќи лоши квалификати дека гласот на народот се офајдил, дека се збогатил, дека имаше билборди низ цела Македонија. Тоа беше напишан во весникот Дневник, а го подпиша така наречената известна новинарка Даница Тунтевска, во која јас поднесов кривична, тужба против новинарот Даница Тунтевска и против весникот. Ја би ја замолил режијата, во која правдата е тивка, но дојде пресуда. Пресудата, режија, ве молам, ако можеме да добиеме, ќе ја замолам Бажа и екипата, да можеме да видиме пресудата. Пресудата беше многу јасна. Јасна е во корис на моето име и презиме, Слободан Томич, во кој е прогласена за виновна госпогицата или господја Даница Тунтевска, заедно со нејзиниот текст. Режијата би ја замолил уште еднаш да го пушти скенираната страница од пресудата, во која ова решение е донесено од првостепениот суд, од основниот суд, во која е обвинета за клевета. Да бидам искрен, никому не посакувам вакви ситуации, бидејќи да бидете квалификуван, дисквалификуван, се за некои бедни интереси и да се маловажи се тоа што јас овие години го дадов за сите вас почитувани, успеа да се награди со таа пресуда. Но некој трљал раце и чека да се донесе закон за декриминализација и госпогицата испадна сега како частна сестра. У смисол дека е невина и така натаму. Но, велам, почитувани, немојте никош да дозволите некој да ве дисквалификува. Ќе барате правдата. Одиме по рекламите повторно во студиото, ги очекувам вашите јавувања. Беше задоволство и чест и да го прашам ЗНМ што има да коментира за сите вакви работи, бидејќи видовме дека тие се мои колеги, ја ги почитувам и ги поздравам и исто така се придружувам кон нивните забелешки кога некој им врши терор и притисок, но ако е основано. Но исто така нека погледнат малце лево и десно, нека отворат и нека ги скратат малце шишките тие челници на така нареченото Сдружение на новинари, кои повеќе пати ги молев да застанат за ова, да видат пресудата и да упатат пораки до така наречени новинари кои прават критики, односно квалификации на клевети и така натаму. А некој секојаш да барат виновници од страната која навистина некојаш и не бе требало да одговори на некои прашања. Толку за воведот мој подолг беше, но очекувам во наредните минути вие да говорите повеќе отколку јас. Останете со нас. Фирмата Жито Прилеп АД Прилеп е основана во 1954 година во Прилеп и е со 60 годишна традиција во производството и продажбата на леп, брашно и бели печива. Жито Прилеп е една од водечките компании во областа на производството и продажбата на пекарски производи. Фирмата располага со производни капацитети, и тоа сопствен млин за мелење на жито и производство на брашно, фабрика за производство на сточна храна, пекара за леп и бели печива. Млинот на Жито Прилеп АД Прилеп е еден од најголемите млинови во Република Македонија, со капацитет од 80 тони пченица дневно.
Фабриката за сточна храна има капацитет од 10 тони на час производствен капацитет. Пекарата е делот на Жито Прилеп АД Прилеп, која се занимава со производство на леп и бели печива во свежа состојба. Изградена е по највисоки стандарди, каде се применуваат современи технологии, грижејќи се за гастрономските навики и желби на потрошувачите. Во пекарата се вработени висококвалитетни стручни лица, кои во целост ги исполнуваат барањата што ги носи новото време и пребирливиот вкус на потрошувачите. Се произведуваат повеќе видови на леп тип 500 и неколку видови на специјални лебови, ржан, диетален биолеп, кралска векна и други видови на леб, со производство и капацитет од 3500 парчиња на час. Квалитетот на суровината и производите се контролира во сопствена современа лабораторија, а за здравствената исправност редовно се доставуваат мостри во Републичкиот завод за здравствена заштита, како и Дирекцијата за храна на Република Македонија. Пекарницата е меѓу првите фирми со ХАСАП сертификат од пекарската индустрија во Република Македонија, која ги следи и имплементира сите законски барања поврзани со секојдневното работење. Континуирано се работи на подобрување на производството, подобрување на инфраструктурата, организација во работењето и грижата за безбедност на своите производи за задоволство на потрошувачите. Со производство на над 100 видови на бели печива и со најсовремени машини за нивно производство, сме една од водечките фирми во нашата република. Нашите производи можат да се набават во широко распространетата малопродажна трговска мрежа, преку сопствените продавници и млечни ресторани, мрежа на маркети. Производите се составен дел на менијата на хотелите, рестораните, фабричките мензи и така натаму. Со задоволство ги исполнуваме желбите на нашите најмлади пријатели, децата, и секојдневно сме присутни со нашите производи во програмата за исхрана во градинките, училишните мензи, студентските домови и така натаму. Транспортот се врши со специјални возила, наменети за доставување на нашите производи во трговската мрежа. Жито Прилеп АД Прилеп се здоби со сертификат ХАСАП, систем за контрола на безбедност во производството на сите прехранбени производи кои ги произведува: леб, специјални видови на леб, бели печива, бурек, лиснати теста и така натаму. Главната цел на нашата компанија е секогаш да бидеме подготвени да им излеземе во пресред на очекувањата на нашите потрошувачи, нудејќи им безпрекорен и постојан квалитет на производите. Токму затоа целосно сме насочени кон квалитетно работење и раководење, кое во иднина ќе ни гарантира успех и нови високи деловни достигнувања. Нашата крајна цел е комплетно задоволување на нашите потрошувачи. Внесете возбуда во вашиот животен стил. Променете ја вашата коса. Додајте убавина во вашите чувства. Студио Cut and Cut. Нов изглед во вашиот живот. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Ресторан Гламур, свадбен ресторан.
Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Ексклузивно на самиот брег на Охридското езеро. Продажба на станови и апартмани во изградба. Почетна цена од само 1700 евра. Хотел парк, 5 звезди, собствена плажа, паркинг, комплекс базени, пристаниште со марина. За прв пат во Македонија, светски туристички стандарди во домашен охридски амбиент. Инвестирајте во вашата иднина со Ремис и Градежник Охрид. Јануарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање, аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670 538. Узун музичко студио, естрадна школа Скопје. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското Сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Ексклузивно на самиот брег на Охридското езеро. Продажба на станови и апартмани во изградба. Почетна цена од само 1700 евра. Хотел парк, 5 звезди, собствена плажа, паркинг, комплекс базени, пристаниште со марина. За прв пат во Македонија, светски туристички стандарди во домашен охридски амбиент. Инвестирајте во вашата иднина со Ремис и Градежник Охрид. Драги мои, значи имаме еден час дебата пред одјавата, ќе ги пуштиме рекламите вториот блок. Значи од сега во наредните 60 минути ги очекувам вашите јавувања за и околу темата по што ќе памтите, односно по што ќе запаметите 2019
и што очекувате од 2013 година, нашите телефони треба да бидат регистрирани се регистрирани на телевизискиот апарат, приемник и можете веднаш да се јавите. Исто така на нашиот Facebook профил Слободан Томик. Отворени сме за да ги прочитаме вашите пораки, вашите прашања, вашите констатации, се за нашата демократија. Би замолил режијата да ми даде сигнал доколку го имам првиот соговорник, и првиот полазник што се вели на Свети Игнати, кој е тој што прв ќе ми се јави и како ќе ни тргне годината. Добро вечер, ако имам гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, за многу години денеска Свети Игнати. За многу години. Па вака, за мене, минатава година имаше убави настани. Јас како македонец и како православен би сакал да ги запаметам и сигурно ќе ги запаметам, се надевам, со Божја помош. Двете канонизации во Кичево, во манастирот Пречиста Богородица и во Битола, на 40 маченици преподобни. Само да ве замолам, ќе се представите, бидејќи така сакам да ги замолам. Да, воре Тале овде од Прилеп, поздрав. Тале од Прилеп, да, повелете го сам Тале. Продолжи. Канонизација на трите преподобно маченици во Пречиста Кичевска, истина 40 маченици во Битола. Тие за мене се, мислам, најважни врвни настани, би рекол, после, можеби, децении и столетија за нашиот православен македонски народ. Тука, јас вака ги спомнувам сада, секогаш, секој Великден е врвен настан во годината за секој православен исто. Имавме, и две хиротонии на двајца наши нови македонски владици. Јас бев така присутен на две замонашувања. Во моментот така не ми текнува дека сум бил на трето. На две сестри во Рајчица, беше преубаво, преблагодатно, така да речем. Мислам дека народ имавме доста убави настани во ова, се уште 2012 година. Исто така на спортски план, на национален план, така, со нови спортски сали, спортски објекти, возобновени, успеси на наши уметници, пејачи, така, мислам дека имавме доста убави настани, а би рекол така за наредната, 2013 година, која, е после Василица, би кажал дека очекувам пред се нашиот народ, тргнувајќи од мене, кој сум далеко од Бога, посакувам да сме што поблиску кон Бога како православни македонци, да имаме што поголемо боголюбие и човеколюбие. Штом сме такви, тогаш се би било сигурно подобро во нашава земја. Тогаш би имало помалку незгодни, непријатни, лоши моменти и настани. Се зависи од нас, па така би рекол дека посакувам пред се, што имаме такво боголюбие, човеколюбие, посакувам да нема некои вакви црни сценарии кои некои не ги наметнуваат. Посакувам пред се тие луѓе кои толку не знам вака бесрамно наметнуваат закани, пукање, други работи. Очекувам пред се тие вака сега, ако не до Божик, барем после Божик или за време на Божик, да се покајат и да се извинат на овој народ, на кој сигурен сум и на доста нивни симпатизери членови им наметнаа голем страф со тие нивни закани и такви некои активности, дали во парламентот, дали на улица, пошто демократијата друго значи право на избор, а правото на избор на овој народ е кажано 6 избори минати, на кои убедливо беа поразени, не заради тоа што некој нив ги мрази, туку што демократијата дава право на избор на подобриот. Нека покажат тие подобри дела, лојалност кон оваа држава и овој народ, со почит и со респект, а не со ароганција, закани, па би рекол за жал, можда е сутова, дури би рекол така со начини на однесување кои не се достојни за македонци, со начини остапки за името, да не речем дека тие се велепредавства. Нека се по-македончат во смисла да се лојални кон се македонско и така се наше
и се што е наше македонско да не обединува, а не да не дели. Не може нас да не дели нешто што е наше македонско, туку да не обединува и сплотува. А за жал, кај нив овие години има антипатија кон тие наши македонски работи, па би рекол и кон христијански работи има антипатија, дали црква, дали крст, дали чуда во Свети Димитрија Божи. Така има антипатија, фактички тие самите се деле од нас. Така посакувам човеколюбие, повеќе боголюбие и проштавајте на сите на кои сум ви изгрешил. Бог нека прости на сите. Благодарам многу, господин Тале. Многу благодарам за вашето јавување. Значи, господин Тале од Прилеп беше мојот прв соговорник во оваа емисија, прва во 2013. Да вклучиме нареден гледач. Значи, почитувани, знам дека од вас многу сакате да бидете дел на емисијата Гласот на народот, имајќи факт дека добивам голем број ваши пораки. Вашите констатации држат во секој случај и коментари за се она што вие го изнесувате и во емисијата и по емисијата на мојот Facebook портал, на мојот имейл и навистина секоја чест имаме доста мудрости од ваша страна и доста интересни содржини, овај текст, овај пораки што упатувате, предлози. Реков дека моќта е во народот, силата е во народот. Еве што народот мисли за однесувањето и на опозицијата. Сакам, не сакам избори, барам, не барам ова, колку тоа сведи. Гледач на линија. Да, добро вечер. Добро вечер, господин Томич. Да, добро вечер. Петре Василев. Мите Василев. Мите Василев. Добро вечер, за многу години. Дај Боже, од ваша уста у Божи уши. И јас со моето семејство дозволете да ви ја честитам новата година, да ви посакам како прво добро здравје, многу среќа на вас и вашата ценета фамилија. Боже мој, потекнувате стварно од семејство да се гордее човек. Свака ви час и горд сам што ве, радосен сам што ве имаме. Така треба да биде, а поготово стварно на срце ми лежи позади вас Александровото македонско наше сонце 16 кракото. Тоа е телевизија, тоа е гордост, тоа е понос македонска и треба секој свесно тоа да го гледа, да го прате. Да. За мене ќе речам дека 2012 година не бев задоволен за тоа што човек кој работе ствара и на крајот некој сето тоа му го негира, прорасипе, покваре, а тоа гледавме веќе. Тоа направија, како да ви речам, разор, што рече Тале, немир Божи донесоа, неслога помеѓу народот. А ја мислам дека свеста треба да завладее, да знаат оти, не бива лошото да го зимаме за добро. И треба да и биде јасно дека нема култура, нема свест и идеи. Собранието не беше за циркус. Тоа ни децата не го правят да туроликат таму да се изиграваат. Но ја мислам дека Господ има, па сето тоа ќе го среде, ќе и барем минимално свест ќе и даде. И гледам денеска, баш не ме очајува од јужниот сосед. Научиле луѓето дека, фала Богу што кажува дека постои една Македонија, да ми за право, ама треба да знаат чива е Македонија. Ја не можам да решам грекот е албанеци или од Киргизија, ни што ја знам, грци са си грци, имат си свое, него треба да свеста вледе и кај нив, да не го негират туѓото што не и припаѓа на нив. Македонија е била како најстара држава, била е, постои и ќе постои. Свеста да е Господ на овај македонски народ што уште несвест му владее. Нека му насоли не сол само, него повеќе свест, да знае дека е македонец, да се чувствуваме како македонец, да не го пустоше своето и да не и дозволиме да прават веќе такви необични работи. Народот да не спие, треба да се... Ево сега тоа го намерно прават за тоа што ќе се дискутира до јуни за нас у една пријателска земја како што е Ирска, и сега тие гледат пошто пото полошо и полошо да направат. Народот да не спие, треба да се освесте, да се отворе очите. Такви кодоши, луѓе од едноумието више не ни требат.
Јас знам дека постојат Срби, Албанци, Турци, Грци и Бугари, ама постојаме и ние како македонци и нас не ни треба туѓото, нашето треба да ни се даде и да си го чуваме нашето што ни припаѓа нас. Па да бидам, да завршам со тоа, да ве поздравам уште еднаш и вас и сите која креирате ова убава емисија, да ми бидете живи и здрави. Секогаш да бидеме задоволни. Јас сум задоволен. Само едно не сум задоволен од телевизијата. Кој е уредник, вие сте уредник од него, да знаете дека тонот не ви е добар, многу лошо се слушате. Да го тоа подобрете, така беше македонската телевизија, сега у Македонско сонце, така да го оттргнете. Вие сте ми стварно на срце ми лежи со добра идеја, со добра мисла, имате човечка особина во вас и само можеме од срце и душа да ве сакаме. Ви посакуваме само добро здраве на вас и на вашето ценето семејство. На сите овие кои работат поред вас. Креатори сте свакави час. Лека ви ноќ, се наубаво и да се видуваме, да се слушаме само за убава македонска идеја. Благодарам многу. Многу поздрав до вас и ќе биде задоволство да ве поканам вас и уште два тројца кои би сакале да биде дел на гласот на народот. Со оглед дека гласот на народот реков дека уште 3 изданија ја одбележува 1000-тата емисија поред во овие 13 години. И затоа токму така ми е и замислата, ја ќе ја обелоденам, може би една емисија пред 1999-та поред, како ќе биде концептот, и верувам дека ќе ви се допадне и ќе биде доста гледана и ќе ме добар фидбек, да речем, таа интеракција. Да, почитувани, натаму сме отворени за вас, рековме дека 60 минути континуирани се са вас, во функција на она што значи, пошто вие памтите, запаметевте и ќе памтите 2012 и што очекувате 2013. Еве до моето наредно приклучување на новиот соговорник, да ви кажам дека јас сум многу среќен што 2012 станав дедо, доби внук прекрасен, Кристијан, кој навистина сакам сите тие што очекуваат да станат што поскоро и дедовци, баби и така натаму да бидат среќни како дедовци кои навистина ќе ги гледат како растат нивните внуци. Во секој случај, да, на Баже предлогот се прифаќа дека може милијадарката тогаш така да одбележиме и секако дека ќе имаме повод да поканиме да бидеме на еден заеднички простор, да ова бројка биде овековечена, да речам, да биде одбележена. Исто така 2012 почитувани, јас како Слободан Томич, автор и водител ваш домаќин на оваа емисија, сум среќен што ја реализирав првата емисија во македонското новинарство во живо од претседателските американски избори 2012. Значи, телевизија Сонце беше мојот покровител и за моето заминување во Соединените американски држави, каде што ги следев изборите меѓу Мит Ромни и Барак Обама, значи телевизија која во живо пренесуваше и известуваше за изборната трка во Соединените американски држави. Еве, видовме дека нашите пријатели во САД многу тесно успеа да не паднат во таа дупка финансиска и што се одлучија дека треба да се мисли да средната класа која тука дефинитивно е изгубена политичка провиниенција, која мајта прави денес, утре, секој ден со народот, изигрувајќи дека се големи душогрижници за демократијата и за народот, заборавајќи дека се создадени. Имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Гледаш редовен заедно на ТВ Сонце. Може ли да ни се представите, молам, бидејќи имаме и ние едни... Господин Пецевски. Господин Пецевски, повелете. Па тева вие, значи, еден осврт вака во кратки црти, бидејќи кратка емисијата, имаше многу настани во 2012 година. Генерално има и позитивни и негативни. И сега една позитивна, да кажеме, една негативна. Секако. Позитивна е успешот на спортистите, што е за пофаба на светско ниво, што се вели, и ја прославија Македонија низ целиот свет.
Сега да не ложа многу у детали така натаму, а негативна е што владата направи доста гафови. Еве, да речам, со последниот случај, поделбата на македонското ткиво, на македонскиот народ, што многу не задложува господинот Ѓорџ Атанасовски. И да речам, тоа е најопасната варијанта за нашата иднина и во НАТО и во ЕУ. Денеска излезе во вест, ја го знаев тој податок, не објавува ниту главната сервис на МТВ, ниту Сител, а тој податок уште од јуни месец, дека пензиите се скратуваат за 20%, од 1,80 на 1,61. А тоа беше направено уште во јуни месец. А вика покачување на петкова и така натаму. Значи да не си дам многу детали така натаму, има многу гафови и позитивни, негативни. Доставим за другите гледачи. Добро, благодарам многу. Резиме, честито среща нова година. Добро. И поуспешна, поспоцена Македонија во ова 2013 година. Амин. Благодарам многу. Се најубаво. Се најубаво, поздрав. Со оглед дека почитувани рековме дека ова е ваша емисија и ќе замолам за разбирање, че сакам да се представите, за тоа да го задржиме форматот на гласот на народот, дека сите имате право да говорите, но сепак ќе се представите. Еве, како што гледате, значи, никаква приметба неам на вашите констатации, тоа се ваши лични размислувања, затоа дебатираме, затоа разговараме, затоа коментираме и затоа велиме дека треба да бидеме парламентарни во тој дел, да знаеме кои сме, што сме и како се викаме. Би бил среќен да вклучам уште неколку гледачи кои наистина би дали една оценка за ова, односно годината што измина, кои се очекувањата, имајќи факт дека председателството и на Ирска, јас би за Баже, имаме гледач на линија, добро вечер. Здраво, Македонијо. Добро вечер, господин Кавраков. Ошчип Кавраков Венчина, Центар за развој на јавното мислење. Повелете. Голем поздрав и јако Штип. И 1/3 од Македонија не гледа сонце благодарение на телекабел. Една честитка до нив. Сега, темата, како ме информираа нашите пријатели, е настан 2012 и што очекуваме у 2013. Дали е така? Да не така е, така е. Може да почнам. Повелете ме молам. За мене и моето семејство, оти семејството е пред се. Настан на годината е 24 понеделник, тоа беше декември. Настаните во и пред парламентот. За мене, не само навивачки, него јас со целата фамилија бев цел ден во Скопје. Не да изигравам ослободител, него да помогнам за спас на мојата Македонија, на моето семејство. Затоа, ќе бидам многу конкретен. Победи Македонија пред се. Зошто? Затоа што само сонцето е постаро и поважно од Македонија. Тоа не го знаеше злочинецот. И затоа злочинецот на овој ден си пресуди сам на себе, луѓе, задоволство е да кажам. Конечно изврши харакири. Дојде крајот на црните сценарија, секојдневни, цела година што кружеа низ Македонија, црните пропаганди, нивните платени медиуми и црвените перверзни профитери. Јас гарантирам дека со нивното разголување на овој ден не само што се разголија, се разоткрија до крај. Очевидци не бевме не само ние, граѓаните што беме таму, него и најважното, медиумите и цел свет дозна каква опозиција има Македонија. Сега, со нив е завршено. Каква улица, какви бакрачи. Народот треба економија, вработување и леп треба за народот и работа.
Чарето одма ќе го кажам. Оваа година почнавме со најпозитивна работа. Ноќната мора е решена. Топлификација. Одземени са 3 лиценца на топлификација. Топлификација представуваше монопол невиден. И на најголем перфиден начин изврши плячка на граѓаните за овие последни 15-16 години. Дојде фирма, не дојде фирма случајно. И тоа квалитетна фирма, Balkan Energy Group, руска фирма, керка на Газпромет. Значи, стигнавме до изворот. Тие доминираат и во Бугарија и во Србија. Дојде фирма што ите како конкуренција ќе биде, ите како ќе понуди на граѓаните и пониска цена, ќе понуди и квалитет во сите услови. Елем исто така се појави со 3 лиценци. Исто така бевме очевид настана годината е јо дека во автокоманда денес видовме на телевизија дека и Елем, нашата државна фирма на нас граѓаните, државна фирма, понуди 20% пониски цени за топлинска енергија од топлификација. Значи, најбитното е распарчен, господа. Тоа е најбитното за обичниот граѓани, добрите луѓе. Распарчен е еден монопол, кој на најбескрупулозен начин топлификација хараше овие години, 15 или 16, не знам од кога почна. Следи сега најважното, ексклузивно за вас. Следи вториот монопол, Макпетрол. Тој држи монопол на газ. 16 години Македонија нема економија благодарение на резервната фирма на Бранко. Таа одеднаш се јави како собственик пред 2006 година, кога пред гласањето требаше да ја напусти власта и се водат 2 спора во судот за нејната собственост. Испадна дека 50% е кособственик на државата. Главна ајдучија ќе се докажи. 16 милиарди има штета Македонија од оваа фирма Макпетрол, големата фирма, со големи пари од граѓаните. А не е тоа првото, него она е монопол и те каков и на горивото, кое знаеме заедно со ОКТА, што прави на македонските граѓани преку неквалитетен бензин, горива. Дојде Лукойл, исто така, руска фирма. Значи, на нашите перфидни, перверзни профитери дојде права конкуренција, господа. Тоа е спасот на Македонија. Дојде Лукойл, кој 20% поквалитетно гориво нуди, а само годишно 50 милиона се одлеваше во джепот на Макпетрол од неквалитетно гориво. Значи, задоволство ми е да кажам и ќе се потврди, ова е почетот. И за крај, Бранко многу ми е гајле ни за Македонија, ни за неговите слепи патници, живи штитови што ги реди. Тој ги изгуби најглавните двете фирми, затоа беше сета процедура, затоа кани на улица, затоа кани на рушење на институциите. Ови се негови најголеми златни јајца, а тек следат фирмите, бидејќи енергијата доби конкуренција, доби во руските фирми, кои заедно со Елем и со државните наши фирми ќе направи преструктурирање на целото стопанство. Услов број 1 е гасификацијата. Најдобра вест, господа, е таа. Стигна спасот, не улица, кога влегува рускиот капитал, индискиот влезе и кинескиот. Тоа е најголема сигурност. Не НАТО, не ова, не она. Најголемата сигурност е тоа. Нивниот капитал не смее никој да го пипне. И албанскиот кампус ке се замисли сега
спремни са тие што ќе градат гасоводот за месец дена да почнат, ќе влезат огромните булдозери руски за гасификација на за гасификација на Македонија. Тогаш Македонија ќе се спаси од црната пирамида, се знае од кој начелу. Затоа препорачувам, најдобра година ќе биде благодарение на овие отворени емисии, поготово на Сонце. Благодарам уште едно. Благодарам многу, господин Кавраков, за вашата исцрпна анализа. Наистина интересно се што спомнал господин Кавраков, јас го поддржам во делот на анализата. Почитувани за БРИК, значи Македонија е домаќин на БРИК. Бразил, Русија, Индија, Кина. Една голема корпорација, една голема сила, против тежа на големите мечки, да речам, кои досега диктира и дава порака дека се моćници на планетата Земја. Добро вечер, за кого? Од аеродром се јавувам. Ќе се представите, мола. Петар се викам. Како? Петар се викам. Петар, повелете го сам Петар. Ништо, за 2012 имаше две изјави. Добро. Три. Тоа беше дека живи че не јадат, после тоа дека може да не се случи се и се што, и после тоа дека ќе пукаат. Добро, во 2013, значи, треба да се посакаме дека нема да се случи тоа. И добро. Да? Толку? Друго, сакам дали во нивниот вокабулар, во речникот на Бранко, Странко и Рајде Зајко Кукурајко, дали има збор работа, просперитет, значи напредок, дали воопшто тие два збора ги има во нивниот речник? Дали тие всушност се толку способни да размислуваат дека човекот го создала работата. А тоа што тие се законуваат со дека ќе јадат жив некого, дека ќе му направат се и се што, дека ќе пукаат по некого, тоа се нивна заблуда. Тоа не знам што да речем. Благодарам го сам Петар многу и посакам добро здравје, среќа и успех во 2013. Да, почитувани, спомнавме БРИК. Значи, ако едно подсетување до мојот нареден соговорник, ќе ви само еден мал коментар. 2000 година го интервјуирав Џорџ Роберсон и кога му го постави прашањето што мислите за нова воена оска, меѓу кои беа Индија, Кина, Иран, Ирак, Пакистан и така, господинот Џорџ Роберсон како генерален секретар на НАТО остана скоро 10-15 секунди без одговор. Тоа беше една навистина збунувачка ситуација во која прв човек на најмоćната машинерија да нема коментар. Не, да имаме, вие имате коментар. Добро вечер, кој се јавува? Ало. Да, добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Аврам од Велес се јавам. Повелете го се Аврам. Како беше прашањето, по што ќе памтите 2012 и што очекувате во 2013? Па слушајќи овие претходниве дискутанти сега што беа што кажува. Со погласно ве молам. Слушајќи ги гледачиве сега пред тоа што зборува. Па се надевам на подобро. Многу црно ја оценија работа. Ја не знам зашто. Ало. Ве слушам, говорете. Прво да ви кажам. Што е поентата? Ме слушате? Да, говорете, ве слушаме, со погласно. Па се напаѓа цело време опозиција, така ли? Каде има во светот опозицијата се напаѓа. Секаде во светот позицијата се напаѓа. Тој што е на власт. А не се напаѓа тој што не е на власт. Ме разбирате? Томич. Ве слушам, говорете, вие сте, да. Ме разбирате? Да, ве разбирам, поверите. Кај нас се е наопако извртено. Кај нас ако е црно, се прави бело. Ако е бело, црно се прави. Ако правиме више муавет за кој треба како, тоа сега треба Бранко 100 пати да го затворат. А зошто не го затворат, ако толку криминал направил? Така ли? Така е. Ме разбираш што сакам да кажам? Ако направил човекот криминал, извини, маму, со деца сме,
Затворете го и готово. Најдете му што ќе му најдете и готово. Завршена работа. А другите за криминалот отом потоп што вика. А тоа што вика зајко, мајко, тоа нема врска. Човекот му извадија некои работи, може он самиот се испуштил. Меѓутоа не е таков човек. Дајќи го човекот, самата фаца се гледа по него. Ме разбирате? Ало? Па, ја ве слушам сега, колку да ве разберам, не знам, бидејќи истиот човек повеќе пати вели ќе јаде живи луѓе, сега ќе пука. А друга ситуација, политичар, градоначалник. Во ред е. Ако имало пукање, во ред. Ајде, да се сложиме. Меѓутоа, ни живи изеде некого, ни пукаже на некого. Да. Пука по него, тепа по него. Он никого не удри. Така ли? Бевме сведоци. Гледавме на телевизија. Но зошто тој канибализам постои, еве? Го спомнавте живи луѓе, можда фигуративно тој канибализам постои, еве, ден денеска. Меѓусебно нетрпение, омраза. Види, момче, ако сте запознати, канибализам постои само во Нова Гвинеја. Тоа е некаде таму на Пацификот. Па ја фигуративно го кажувам тој канибализам во смисол на зборот на ваквото однесување. Не, кај нас, кај македонскиот народ, никогаш нема се случи тоа, слушај, верувај. Никогаш нема се случи тоа, само така може кажал човекот во афект. Од никого од политичарите, ни од позицијата, ни од опозицијата, никој нема да каже. Мислам, ќе каже меѓу тоа во афект. А дали ќе го направи, мислам дека нема да го направи. Добро. Благодарам многу. Не, извини, само уште. Може ли една секунда? А зошто не се прашаме за една работа? А зошто дозволивме да се слави албанското знаме во Македонија? Во која држава има да се слави туѓо знаме во таа држава? Еве пример, ќе ви кажам. Али Ахмети живеел во, да речеме, во Швајцарија 20 години. Во Швајцарија живеат 3 народи, така ли? 3 кантони има. Меѓутоа таму швајцарското знаме е символ. Ако живеат и италијанци, и французи, и германци, така ли? Меѓутоа за нив они не го истекнуваат таму националното нивно знаме на италијанците или французите. Туку они се гордеат со швајцарското знаме. Меѓутоа, најголема грешка на македонците, што се на власт сега, што дозволија да се слави албанското знаме тука. Тука не можеме да се помириме ние македонци. Благодарам многу. Многу благодарам. Да ги сепак се тоа наши сограѓани и не би сакал се да има ова емисија таков звук. Ја да подсетам дека и опозицијата е таа прва што направи коалиција со Али Ахмети. Верувам дека го поздравувате тој човек, ја што ги поздравам сите демократски процеси во државата. Затоа зашто да видиме контрадикторни за сето ова. Да не забораваме дека се тие наши сограѓани исто така партиципенти во буџетот, допринесуваат, партиципираат и дефинитивно треба да се приклонат кон македонската држава и тоа го гледам дека полека не може преку ноќ така. Добро вечер, имавме и потешки моменти, но сепак има некои исчекор, да речам, односно придвижувања. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Од Скопје, Нада. Поведете, госпоѓа Нада. Претходниот гледач рече дека господинот Заев не бил таков, му се гледало од фацата дека не бил таков. Од фацата не се гледа ништо, него се гледа што збори човекот, зборовите кажу. И ништо не направиле до сега. Како не направија она живи луѓе, метафорично кажано, тие живи луѓе јадеа 2006 кога ги отпуштија сите кога дојдоа на власт. Тоа беше јадење живи луѓе. И плюс за албанското знаме сега, мислам, она патриотска изјава, каде беа тие за кога беше за територијалната поделба да излезат и да гласаат?
Сега ми смета албанското знаме. Па тука се гледа патриотизмот, господине Томич. На дело се гледа. Благодарам многу, госпожо Нада. Беше пријатно од мене. Благодарам многу. Се најубаво. Затоа нам гласот на народот е посилен од секој оружје, со оглед дека мудроста е во народот. Подсетувањата ваши се многу актуелни, силни така. Но верувам дека еве почитувани ќе се согласите со мене. Јас сакам само да му благодарам на Александар Келтановски, главен и одговорен уредник, кој навистина еве без никаков пардон ја креира, дефинира програмската шема на телевизија Сонце, што е за еден млад, надежен, одговорен уредник. Ова е еден комплимент. Не оти како проект менаџер на оваа емисија, сум тука во телевизија Сонце, знаете дека е истовремено и порта оди на сателитскиот канал, по кој пат ќе речам и од кој прашање поводи не знаеме зашто се уште сме на сателит, а треба да одиме на МТВ1. Се надам дека 2013 ќе превладува рациото и дека ќе се вратиме кај што сме на први сферевиз. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер. Добро вечер. Тале овде само една мала реплика. Погласно може ве молам. Велам само една мала реплика на гледачот. Добро. Тале овде кога приле повторно, да. Тој кажа дека не се напаѓала опозицијата. Да кажам дека ние како власт или како членови на ВМРО ДПМН не напаѓаме опозицијата, туку се браниме од нападите на опозицијата. Ако ВМРО ДПМН возобновува црква на плоштад во Скопје, која во СФРЈ таа тогашна власт ја срушила, ако ние возобновуваме Божји храм, а некој напаѓа врз тој Божји храм со протести, со погорни зборови, че друг напаѓа врз Божјиот храм повтор пат, еднаш го срушија, сега наместо да се покајат, тие повторно беа против негово возобновување. Значи, тие напаѓа, ние браневме Божји храм, негова возобнова. Ако тие се против Арена Филип II Македонски, че ние браниме дека тој е преубав спортски храм, ако нив им пречи зголемување на пензии, зголемување на субвенции над 100 милиони евра, значи ние браниме дека да, сега се даваат субвенции, сега се зголемуваат пензии, сега се прават добри дела. Агресивноста, нападите се од нив. Ние браниме само дела, добри дела. А тие бранат злодела и велепредавства на некој од порано, а кои беа на штета на сите. Значи тие бранат злодела, а напаѓаат добри дела. Затоа велам дека нека се преиспитаат што бранат и кого бранат. Поздрав и се убаво. Благодарам многу. Што реков со прстата му дадов знак на Кире дека дали е добар тонот. Почитувани, значи, тука е на динамиката на вашите реплики и вашите констатации. Затоа е оваа ситуација да се најде меѓусебно разбирање и компромис во делот на она што е бело, црно и така натаму, кој спомна еден од соговорниците мои. Не треба со инат да одиме еден спротив друг, не треба со инат глава со зид глава да рушиме, имајќи факт дека се од нас зависи. Од нас зависи дали ова држава ќе ја дефинираме како држава или ова држава ќе секој сака да игра мајтап со неј зашто не заслужува. Ќе се согласите со мене. Можеме ние во гнев да псуеме, да кажеме многу лоши работи, али не смееме на Македонија. Македонија не е виновна. Нашите неспособности, импотентности и ред други работи да се разгневиме на Македонија. Македонија е единствена која навистина не поднесува какви такви. Значи, Македонија е таа што не издржува во овие сите изминати години. Добро вечер. Кој се јал? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав за почитуваниот господин Томич. Добро вечер. Кој се јава? Селува Никола од Струшкото село Драслајца. Повелете. Еве ќе повелиме и ќе дадеме еден убав конкретен коментар дека Македонија е земја која што има иднина. Така е. Македонија е земја која што има секогаш во своите редови луѓе кои ќе ја поведат онаму каде што е потребно и во 2013 година. Така. Јас нема да ги делам никогаш луѓето.
на луѓе и нелуѓе, за мене се тие луѓе направени по образот Божји. Така. И затоа верувам дека луѓето нема да сгрешат 5 пати, 3 пати или 10 пати. Секогаш ќе бидеме ние во центарот на вниманието на светот. Меѓутоа, една работа помалу на некој начин песимистички и ме загрижува. Меѓу сите тие вака коментари, слушајте ги, меѓу нас, морам една работа да ја поврзам со, да ги вратам, може би работите и 20 и 30 години назад. Никако немојме да добиеме една таква конкретна личност која што Македонија ќе ја направи онаква како што претходно некој тука зборуваше за Швајцарија. Знам дека е голем и долг период за да дојдеме до таа постакувана Швајцарија. Меѓутоа Македонија ги има сите одлики на таква некоја слична земја на Швајцарија. И со една конкретна работа би завршил дека во времето кое што надоаѓа се образуваат сите институции, све полека доаѓа на ред. И во почетокот кога е 91 година имавме својата независност, нормално имавме потешкоти да се вклучиме во сите тие системи каде што Македонија како посебна држава требаше да биде признаена и добре дојдена да биде во целиот свет. Меѓутоа се одеше патот по полека, се менуваа политичари, се менува и така натака, да не зборувам така многу во така нетна една ситуација. Еве дојде времето кога Македонија веќе треба да почне да ги ужива благодетите на она што претходно сиве овие генерации по полека по нешто вметнуваа во овој наш македонски, да речем, и патриотски дух, и дух каде што секојаш македонецот имал во себе уште помалу некое делче од својата снага да го искаже и да дојде до она ситуација во која што се надевам 2013 година ќе биде таа која што ќе го даде позитивното и најсаканото за Македонија. Поздрав од убавото Дрслајца и Никола ве поздравува. Многу поздрав господин Никола Дрслајца, многу поздрав до Мороишта и сите убави места каде што гласот на народот престојуваше во 2004-та, 5-та, 3-та година, кога навистина се дефинираше демократијата онака како што заслужува во Македонија. Да, беше гласот на народот токму против територијалната организација, се бореше со сите можни инструменти демократски, но господинот што спомна преска за тоа канабализам фигуративно, да подсетам навистина требаше и тогаш да малце реагира. Оти тешко е. По смрт, болест, века по свадба тапани, но тоа е тоа што е. Ние мораме да се почитуваме и да си помагаме во овој период во кој Македонија се наоѓа, бидејќи Македонија заслужува да биде респектирана од сите, бидејќи една единствена земја во светот која ги почитува демократските права, човековите права и малцинските права. По рекламите се враќаме у студиото, останете со нас. Хотелот Сонце Га се наоѓа во срцето на градот Прилеп. Располага со сместувачки капацитет од 52 легла, распоредени во апартмани, двокреветни и трокреветни соби, сите луксузно опремени, климатизирани, директни телефонски линии со систем за будење, кабловска телевизија, приклучоци за интернет, мини бар, сеф депозит за секоја соба, купатила со комплетна тоалет галантерија, балкон и тераса. Хотелот располага со 2 прекрасни ресторани, бар-сала каде ќе бидете пријатно изненадени од квалитетот, услугата и цената. Појадокот се служи во кафе-барот, а за ручек и вечера ви овозможуваме избор од мени карта од нашите национални и интернационални специјалитети.
Хотел Сонце Га со комплетна техничка опрема ќе ви одговори на сите ваши барања за ваши бизнис средби, пресконференции, семинари, конгреси, конвенции и промоции. Слободен паркинг простор, услуги од перална и 24-часовна гаранција за приватност и безбедност. Комплетно опремен фитнес клуб, солариум, масажа, делумна, комплетна, релаксациона, 2 тениски терени, терен за кошарка, гардероба и туш кабини. Ве очекуваме во светот на убавината, место за неповторливо дружење. Тоа е прекрасниот базен, каде ќе најдете мир во кој се спојуваат телото и духот. За вашите потреби имаме и специјална агенција за целосна организација на свадби во хотелот Сонце Га. Во склоп на хотелот Сонце Га има и бензинска пумпа 24 часа, која ги нуди сите видови на горива, масла, автокозметика. Внесете возбуда во вашиот животен стил. Променете ја вашата коса. Додајте убавина во вашите чувства. Студио Cut and Cut. Нов изглед во вашиот живот. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Конечно гламур. Новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Ексклузивно. На самиот брег на Охридското езеро. Продажба на станови и апартмани во изградба. Почетна цена од само 1700 евра. Хотел парк, 5 звезди, собствена плажа, паркинг, комплекс базени, пристаниште со марина. За прв пат во Македонија. Светски туристички стандарди во домашен охридски амбиент. Инвестирајте во вашата иднина со Ремис и Градежник Охрид. Јануарски уписи за курсеви по гитара, естрадно пеење, теорија на музика, компонирање, аранжирање и друго. Наставата ќе започне на 1 февруари. Повелете на телефон 2670 538. Узун, музичко студио, естрадна школа Скопје. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи, безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100.
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Ексклузивно. На самиот брег на Охридското езеро. Продажба на станови и апартмани во изградба. Почетна цена од само 1700 евра. Хотел парк, 5 звезди, собствена плажа, паркинг, комплекс базени, пристаниште со марина. За прв пат во Македонија, светски туристички стандарди во домашен охридски амбиент. Инвестирајте во вашата иднина со Ремис и Градежник Охрид. Почитувани, натаму сме со вас, значи ја следите емисијата Гласот на народот. Еве темата како што ја предложивме, пошто ќе ја помните, запамтите 2012 и што очекувате во 2013 за подсетување дека ова година е 100 години од Букурешкиот договор, 100 години од она кога Македонија навистина е распарчкана на еден непринципиелен, некоректен, нефер начин, што не представува светската историја и покрај тоа што пресудата на Хаг од Хашкиот меѓународниот суд на правдата во Хаг е евидентна. Имаме гледач на линија. Добро вечер, за кого? Добро вечер. Филип од аеродром цяло. Филип, повелете го сам Филип. Ништо, само сакав да кажам дека некои збинувања што беа пред 5 години и може повеќе, дека сигурно го знаеш еден човек се вика Берлускони. Да, погласно малце бе молам. Викам, сигурно го знаеш Берлускони во Италија. Добро. Не, најголемата заслуга му е даде Бертиноти, тоа беше последниот комунист, еден од последните во Италија и која рече овој денес не победи и треба да му дадеме признание. Тоа се случи во Италија 2008 година, кога Берлускони конечно комунизмот го стави на колена, значи тоа каже дека немаат принципиелни, не се конструктивни и само прават дела за штета на државата. И па 2013 година треба да се случи кај нас со конечна победа над наци комунистите во Македонија. Така. Благодарам многу, господин Филип, за вашето јавување. Благодарам за вашето очекување во 2013 година. Со оглед дека еве тоа се првата емисија во 2013. Рековме дека, почитувани, тука сме и постоиме за вас овие сите минути, со оглед дека сакам да го слушам и коментарот за околу престојните локални избори, што денеска опозицијата евидентно, јасно и гласно упати порака дека нема да излезат на локалните избори, ќе останат на улица, таму да ја дефинира демократијата, па тоа сакам да го слушам гласот на народот. Еве, повторно, ова е 10-та покана до господинот Бранко Црвенковски. Ве поканувам, господин Бранко Црвенковски, дојдете, ве молам, во гласот на народот. Дојдете, слушнете го гласот на народот, разговарајте со народот, одговарајте на нивните прашања што ќе ви ги постават. Ви ветам дека нема никаква фингерајка, никогаш немаше тука фингерајка. Значи, лично народот ќе ви постава прашање. Говорете со тие што ви дадоа мандат да бидете претседател на државата, да добиете пензија која навистина не е мала. Во секој случај, најмлад пензионер во Република Македонија во историјата од политичките елити. Сакам да говорите со вашите избраници и вашиот електорат, дали ви дава право така да се однесувате во Македонија, имајќи факт дека има голем број ваши и сопартици кои
сакаат да го преземат кормилото, никако не им дават можност. Исто така ги поканувам и останатите политичари, господин Никола Груевски исто го поканувам да дојде во гласот на народот. Значи нема тука опозиција власт. Сите политичари кои барали, добиле мандат, дали се власт или опозиција, треба да говорат со народот. Еве можеме да понудиме. Еден од вас нека биде во 1000-арката, другиот у 999-та. Па да го слушнеме тоа влијание кој, доколку не сакате двајцата, еден по еден. Значи ве поканувам во гласот на народот. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер. Кој се јавува? Еден вас редовен гледач. Да се представите, може ли? Може под псевдоним? Па немојте псевдоними. Зашто може да речам било кој име? Па добро, нашиот, ние имаме идентификатор да ви кажам и веднаш покажува она, знаете, дали се јавувате точно или не? Да, сега ја да ви кажам. Добро, ако не се представите, не. Немојте, Кратко, јас сум Милош. Милош. Редовен гледач и пријател со господин Катаровски, и со Ивана, и со сите вас, и со вас лично. Добро, после емисијата ќе се чуеме. Јас се јавив малце кратко, дадов резиме за позитивни и негативни. Тоа преполна 2012 со наставни. И позитивни и негативни. Сакам да кажам, реков анонимно, во смисол IQ 192. Тоа е интелигенција по Менса од 1980 година. 192, браво, браво. 192, Токио, 19. јануар 1980 година, 36-то место во цел свет. Браво. Сега, бидејќи имам познавање и интелигенција и од медицина 8 иновации и член на НАСА 2 иновации до ден денес, член на Ломоносов во Москва 2 иновации по генетика, страшни генетски работи, климатски работи, тетовски поместувања во сончевиот систем, биологија, хемија, физика, математика. Ајнштајн беше гений, како Никола Тесла, можда да речам помалце од Никола Тесла. Има 2,42. Просекот е од 90 до 110 IQ. Сега, поентата ми беше да речам, јас сум универзален гений по сите области, чак и политика од времето на СФРЈ, член на ЕСК, на работнички совет и така натаму. Али сум по вокација, да речам, медицинар, али да речам по став превентивец и по познавање од сите области, без и на идеи од дваата, така многу убава, да речем, настан од тогаш во самота беше пред може ли да те замолиме, да ве замолиме, со оглед дека, еве, ве слушаме, од два пати се јавивте, моја чест и задоволство што наистина Македонија има таков капацитет со IQ 194 и 2. Ве поканам една од наредните емисии, ќе се договориме заедно. Господин Толич, поентата ми беше да остане за наредните генерации тоа знаење да го пренесам, да се активирам политички. Добро. Сега и да гостувам било кога сакате, на било која тема, по еден сат малце ми е од економија, па до членство во НАТО, така натаму, по демографија, по било што. Благодарам. Значи, задоволство ми е почитувани кога слушам вака интелигентни македонци кои наистина се за респект да ги имаме у програма. Со оглед дека рековме дека темата е што ќе запаметиме 2012, што очекуваме во 2013, би сака да вклучам уште од некои од гледачите, со оглед дека знам дека сакате да дадете еден контрибут, ова емисија да биде што интересна, со ваши размислувања, ваши констатации. Рековме дека и натаму ги очекуваме политичарите да дојдат да го разговарат со народот и сакам да ве прашам што мислите за ова иницијатива на опозицијата дека
и натаму остануваат на улица, барат чистење на избирачките листови, колку што ми е познато. Имаше и став на Државна изборна комисија, таму има Кондарко, колку што ми е познато, или ако може грешам, дали е сменет Кондарко, дека е се прочистено, дека листите се проверени така натаму, избирачките листови, и дека нема проблем. Зошто имаме неверни томи, зошто не веруваме самите во себе си кога не сме на власт или кога сме на другата страна на медалот, па се ни е криво, се не боли, секој е против нас и така натаму. Зошто не гледаме вистината во очи? Тоа се прашање, почитувани, што навистина секам секојаш да ги ставите, и ја ги ставам секојаш пред мене кога сакам нешто да ги решам, некои дилеми, проблеми или прашања кои заслужуваат одговор. А одговорот е во самите нас, бидејќи проблемот е во нас, не да бараме во некој друг. Се оно нам што ни се случува како резултата од нашето поведение. Но има и такви, реков, кои се навистина тешки и по душа, и по карактер, кои јадат свој леба, туѓа брига, грижа водат, како се вика. Оговарачи, кодоши и така натаму. Тој збор на вистина не може да се модифицира. Добро вечер. Кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Кој се јава? Се јава Иван Младеновски од Коцка. Повелете го со Младеновски. Видите, јас сум не баш така ук човек, но покасно малце се вклучи во програмава. Добро. Па би сакал темава да ја знам. Темата, како што најавме, пошто ја паметиме, пошто 2012, што очекуваме 2013. Предпоставам дека не гледате на телевизија. Така, брат. Па, видите така, по многу овие работи. Така? Без разлика што се случили негативни, многу негативни работи. Но верувајте, во секое лошо има зрнце добро. То значи дека не слушат некои други, знаат дека постоиме. Сега, 13-та година, 13 викат некој негативен, некој позитивен, јас не знам. Очекувам нешто очекувам и сам не знам што. Но нешто сакам друго да кажам. Некој мој поглед. Јавно искажувам дека сум јас националиста, социјал-националиста, македонски националиста. Немојте да мислите дека сум јас та проклет човек, не ги сакам другите луѓе, ги сакам на вистина. Сите луѓе ги сакам. Без разлика, дали се од ова вера, дали се од она, дали се било што. Јас ги сакам. Соработувам, друштво, пријатели имам нивни. А нама ова година нема да биде баш како што некој си ја замислува дека ќе бидете проблематична или не знам каква. Како што реков, јас сум неук човек. Би сакал сепак некој прашање да ми поставите. Добро, не би сакал интервју да водам вечерва, бидејќи гласот на народот е мојата основна преокупација и цел на оваа емисија, да го слушам народот, што мисли, како размислува, што коментира и така натаму. Еве, почитувани, би се заблагодарил на почитуваниот Иван, предпоставам дека така се представили господин Милош, предпоставам Иван беше, да. Благодарам многу уште еднашка што се јавивте. Тука би ја заокружил вечерашната емисија Гласот на народот. Темата, како што реков, пошто ќе запаметиме 2012, што очекуваме во 2013. Ова беше прва емисија во ова 2013 лето господово, реализирана на телевизија Сонце. Ве поканувам петок, значи на телевизија, македонска телевизија сателитски канал, која исто така телевизија Сонце ја пренесува.
Тогаш ќе ни биде 997-та емисија, во која ги покани Благица Павловска, Благоја Груевски, како естрадни уметници, но кои ќе говорат за и околу традиционалните вредности на македонецот, во Македонија, што значи македонската песна, македонскиот бит, македонскиот фолклор во делот на одржувањето, зачувањето и одбраната на македонскиот идентитет. Тука исто така ќе бидеат и представници на туристичките организации во кои ќе го представам господинот Горан од Гламур, кој ни е еден и соработник и наш покровител во една од наши емисии, но тука го кануваме како човек кој ќе и сведок кој ќе говори колку македонецот посветува во делот на заштита на она национален фолклор. Исто така почитувани ќе имаме уште еден соговорник кој би го соопштил деновиве, ексклузивец и кој исто така ќе говори за и околу одржувањето на македонскиот бит и борбата за македонскиот идентитет. Бидете ми живи и здрави, поканувам во 14 часот утре на каналот на телевизија Сонце да проследите заедно со нас репризата, а во 22:30 на македонска телевизија во живо Порта. Пријатна вечер.